На деца ум се дава. И затоа не ти кажувам да се вардиш по патот до градот. Не кажуваш, а сепак кажа. Скапоцени камења, многу злато со себе носиш. И ако дојде до некоја неволја, поарно нив да ги загубиш отколку главата, ме разбра? Разбрав. И да ти кажам право, ич не ми е мило што тргам на пат со ваков товар. Во ракава не ми тежат бројниците, ама во джеповите е како олово, а и во појасот го понесов и од големиот. Затоа и ти го кажувам ова што ти го кажувам. А и тебе истото ти го кажувам. Него да го вардиш и себе си да се вардиш по патот. Ако некој ве праша каде сте тргнале, ке кажеш дека стопанот ти е болен и дека сте тргнати лек да барате. Бери, гајле, чорбаджике. Одоко нема да го одлепам. Ќе одам зад него, како сенка ќе убидам. Ајде, со здравје да ми одите по патот и со здравје да ми се Со вратите. здравје. Така. Се надевам дека нема никој да се сети дека со олкав товар одам на пат. Ајде, со среќен здравје. пат. Со здравје. Прости ми, чорбаджи, ама и мене ми се сака да бидам троа господин. Ја ќе ти ги земам овие камења. Оти ти дома имаш цели купиште. Ке си направиме една трговија и ако ми тргне, крајот нема да ми се знае. А ти, додека доеш на себе, ќе бидам далеко. Хајде, лежи си. Знаев дека не е нарно штом се забави толку. Работата беше истиот ден да се врати. И штом се сторија 3 дена, знаев дека нешто лошо се случило, ама доволку лошо не ми отиде умот. Ние, домакинке, како што одевме така ни шумата, дојдевме да е на рекечка и гледаме таму, гледаме, се рековме прво дека е некој животно, знаеш. Поедниш бунови така. Дека волкот, некоја овца има растрнато или така нешто, наближивме, гледаме. Али шта, човек, го завртивме, Кога гледаме домакинот твој, одма го познав. Галиба го имаат отепано уште на одење. И велите измеќерот го немаше таму, а? Никаде го нема. Баравме наваму, натаму, ниш буновите да не го имаат фрлено, реката подолу да не го има однесено, никаде го нема. А подолу најдовме едни алишта, најдов, растрбушени, расфрлени, така, Галиба ќе да беа негови. Човек- Галиба се борил Галиба да избега, а дали избегал,
Дали го отепале на друго место, тоа не знае. Галиба и него го имаат отепано. Да не беше така, досега ќе дојдеше да каже, да помогне. Господе, што ме снајде, Господе? И домакинке, сега, како да ти кажем, и зошто сме ние, ако не да поможиме? Еве, ние се што треба ќе направиме. За арно, за лошо, ние сме тука. Фала ви многу. До века ќе сум ви благодарна. И да знаете, јас оваа работа не ја оставам вака. Ќе одам до кметот. Мора и до пашата ако треба. Ќе барам да пуштат луѓе и да ги најдат проклетниците. Зошто го отепале? Зошто не му ги зеле скапоцените камења, а него да го оставиле жив? Јас мислам, домакинке, најарно ќе биде ние со пријателот да појдеме до кај попот. Да. Да се договориме, нели? Да суредиме таму работата, Ни ковчег, едно, друго. да го испратиме човекот како што личи. Ти суреди го домакинот, па да го испратиме. Да. Епа, да одам до макина и да те суредам. Кажи, жено, што мака те доведе кај мене? Зашто кај мене не си дојдена на кафе пиење? Голема мака имам, Паша Ефенди. Мажот мој, домакинот мој што ми ја крепеше куќата, на правдина некој го отепал. Тргна да прави трговија во градот, заедно со измеќарот наш, и по 3 дена го нашле во еден дол, отепан и оставен на патот. Кога било тоа? Помина многу време, еве 1 година. А зошто не дојде веднаш? Зошто идеш дури сега? Бев кај кметот и кај други наши големци. Ми ветија дека ќе пуштат луѓе и ќе ги најдат проклетниците, ама не ги најдоа. Па затоа дојдов и до кај тебе, Паша Ефенди, да те молам да пуштиш луѓе и да ги најдат. Не требало да чекаш толку долго. Ќе пуштам луѓе на сите страни да се распрашаат дали некој наеднаш се збогатил и од каде дошол. Такво богатство ќе излезе на виделина кога и да е. Прави што ќе правиш, Паша Ефенди, само најди ги. Зашто не ќе можам да си умрам додека не се најдат проклетниците и не платат за гревот што го направија. А што е со измеќарот? Рече дека тргнал напад заедно со измеќарот. И него ли го отепале? Не знам што станало со него. Некои негови алишта нашле расфрлани наоколу како да се бранел, ама не го најдовме. Оди си сега. И оваа работа остави ми ја мене. Седи ми со добро, Паша Ефенди. Оди си со добро. Ве викнав да ве замолам да ми завршите една работа. Разбрав дека ќе одите в град. Па ако сакате да појдете до кај Пашата. Јас веќе бев кај него. И го молев да го најде крвникот што ме остави без домакин. Па ако сакате, вие сега да појдете и да прашате до каде дојде на работата. Браво, море домакинке, дури до кај пашата беше. Вие знаете дека бев кај овие нашиве, ама никакво фајде од нив. Не бери гајле. Ние ќе одиме, ќе прашаме и се ќе ти кажеме. Ете, виде. Не остаи да помине оваа работа како што рече. Реши, значи да го најди крвникот и реши, не се откажува. Море и до Стамбол ако треба ќе одам. Само оваа работа не ја оставам така. Ако е жив, ќе го најдам и ќе го накажам. Така. Добро, ние утре, кога ќе завршиме работата, веднаш ќе дојдеме да ти кажем. Многу ви благодарам што ми се најдовте во маката. Ај, пријателе, сега да одиме, да не губиме време, а? Ајде со здраве. Ајде со здравје. Ајде, одете со здравје. Кажете и на чорбаджиката дека се пребаравме. Се ни испративме и по планините и по селата. Ама ништо не можевме да најдеме. Ни човек, ни скапоцени камења. Многу се натажи кутрата.
Со отворени очи во гроб ке си поеде, што се вели. Ама и таа треба да разбере, оти не е лесно да се најде таков човек кога има толку многу време за да избега. Кој знае каде е сега? Може отиден многу надалеку во друга земја кај што никој не го знае. Има само една работа што не треба да ја заборавиме. А тоа е дека тој еден ден може и да се врати. Така. Најарно ќе биде ние да и кажеме да е батали оваа работа и да си го тера животецот. Не, јас уште не сум кренала рацел таа работа. Во другиот град има еден големец, многу богат. Затоа и го ставиле за нов паша на градот. Зборуваа дека многу арами и досега фатил. Ке пуштам Сеймен кај него да му каже за ова наша работа и тој во неговиот град да побара дали се појавил некој богат човек кој наједнаш се збогатил и од каде се појавил. Ако толку го бива, ќе го фати проклетникот. Ако добијам таков адер, веднаш ќе ја јавам на вдовицата. Така да и кажете. Ќе Ќе кажеме, Паша Ефенди, ќе кажеме. Ајде сега. Можете да си одите. Да ти се многу години. Тешекјур, Паша Ефенди. Да ти се многу години, Паша. Ке се распрашам јас за него. Да видиме од каде е дошол и од каде му е богатството. Имам јас луѓе за таа работа. И да се прати потера по сите села и планини во околината и пошироко и да се бара тој што го отепал богатиот чорбаджија. Напиша? Секако што кажа, Ефенди. Да прочитам, Ефенди? Не треба да читаш. Оди сега, однеси го тоа и кажи им таму да испратат вакво писмо секаде каде што треба. И веднаш да почна да го бараат. Веднаш, Паша Ефенди. Се зборува дека си фатил многу арами и затоа те молам да ми помогнеш да го фатиме и овој што го отепал златарот од нашето место. Ќе го фатиме. Ќе го фатам и ќе го обесам. Имам луѓе што ќе ми најдат некој сиромав и будала, а имам и суди што одма ќе го осудат. И сетнем вдовицата може мирно да си спие. Гледаш, оној непендек онде што работи? Јас велам тој да го однесеме кај кадијата. Кого и да собереме, мене ќе ми биде жал. Знаеш каков сум жалоик, нели? А што сторил сиромавијонта, него да му береме гајлето. Туку ти личи на некој што отепал или украл богатство, а? Ти личи на таков? Јок бе Гајгор, не ми личи. И сега што треба да направиме? Некој богат да однесеме таму? Па, сите овие досега билмези што ги носевме ке пашата, сите беа такви исти како него. Ама ги најдоа виновни, така? А, знаеш што? И исто ти се паѓа. Кого и да го однесеме, тебе жал ке ти биде. Така е. Па затоа велам, ајде да појдеме и да го носиме баш него кај кадијата. Ајде, одите. Ела ваму ти, бе! Дојди, ајде.
Ajde, pomoli, ajde. Добре, Ѓаур, те носиме кај пашата. Аман бе, Е, оти да ме носите кај пашата, што сум му сгрешил јас на пашата. Нити нему сум му сгрешил, нити на Господа. А на Господа и да сум му сгрешил пашата, не може да ми суди за тоа. мора е, ќерата. Да ти кажам, ние ништо не знаеме. Како ќе ни кажат така правиме и затоа ајде собере тоа парталите и тргнуваме пред нас кај пашата. Како така бре, Запти ефенди, ништо не знаете, ами што сум кабает? Кај ме најдовте мене, ма ти вода кај пашата да ме Чекај, носите. ми кажа дека си отепал некој богат джеваирџија. И дека си му ги зел сите джеваири и скапоцени камења. Па сега ќе те носиме на судење. А ако си прав, ќе се вратиш брзо дома. Аман те бре, луѓе, Ајде, тргај пред идете нас. ме мене, јас ли на човек што има джеваири величам. И сум се врател, велиш. Ајде, Знам колку ќе се вратам. Сите што ги однесовте апсана изгријај. Од кога дојде новиот паша, се на удолу тргна работата. Претргнува, ајде. Домакинке, О, домакинке. домакинке, ние сме. Добар ден за многу години. Домакинке, го фатиле. Го фатиле крвникот, то новиот паша го фатил. Имал Господ милост да ми се стопли душава. Сакам да го видам крвникот и да го погледнам во очи. Затоа дојдовме кај тебе. Нашиот паша нарача и ти да одиш на местото на судењето таму, за и ти да видиш како и колку ќе го накажат крвникот, да. А за да не одиш сама по патиштата и ние ќе дојдеме И со ние ќе дојдеме. Да сте живи и здрави што ми се најдовте во маката. Да не бевте вие ќе окапав по патиштата барајќи ја правината. Така, утре треба порано да тргнеме да завршиме работата. А нашиот паша ќе дојде на судењето? Не, рече оти нема да дојде таму, кога ќе заврши судењето, сетне, ние додиме кај него и да му кажеме се, како било и што. Да. Сакам да одам и да му благодарам. Оти ако не се зафатеше тој со оваа работа, никогаш не ќе го фатеа крвникот. Така, домак. Ај сега додиме ние пријатели, утре рано треба да станеме. Така, Одим. око нема да затворам, чекајќи ја за. Ајде, со здраве, одим. Ајде, со здрави. Виде како те фативме, а? А што си мислеше ти? Дека ќе се правиш господин со туѓа мака? Не може така, бе. Не може! Ај сега, кажи, каде е богатството што го украде од златорот? Каде е? Кажувај. Сила Бога не моли, паша ефенди. Што и да кажам, исто ми се фаќа. А вие ако сте барале некого за да го обесите, еве го најдовте. Јас нити знам кој е тој златар, нити кој го убил, нити како го убил, нити кога го убил. Море, го слушате ли? Не само што знае да кради, туку знае и да плјампа. Паша ефенди, еве, џандарите ме доведоа. Прашај ги нив. Јас ако имав алтани, ако имав джевајри, немаше да одам ваков чојлија, немаше в батак да работам. Сус. Што сакаш бе ти? Што сакаш бе ти? Сакаш да ти поверуваме дека не си ти тој, а? Ние знаеме дека си ти тој, само јас не знам са што да правам со тебе. Не знам дал да те обесам, дал накол да те вденам или в зандана да те фрлам таму цел живот да ги скапаш коските. Ете, тоа се мислам. Аман, паша ефенди, еве викнете некој, доведете некој што ме видел кај што ја правам таа белја. Еве, јас не знам никого сум убил, а вие овде ми судите. Сус. Има луѓе што те виделе. Сега ќе дојдат сведоците, ќе те видат и со прст ќе покажат на тебе. Разбра? Значи и таа работа сте ја завршиле веќе. Ајде, влезете. Да ти се многу години. Да ти се многу години, паша ефенди. Паша ефенди, еве,
Ова е жената на отепаниот. Сега дојде да види кој е крвникот и како ќе го накажеш. Да ти се многу години, Паша Ефенди. Дојдов да ти благодарам и да видам како ќе го казниш крвникот. Аман те бре луѓе, абре ништо не сум направил. И ти жено, ако мислиш оти праината победила, да знаеш оти ако ме погубат мене, само уште една кривина ќе се направи. Ти да молчиш, сус! Сведоците само што не се влезени. Ова е измеќарот наш. Да појдете и да го доведете Пашата. Вие двајца са кај ќодите се, нели сте вие роднини на отепаниот и на жената, нели сакате да видите, да чуете како ќе му пресудам на овој... Не бре, Паша Ефенди, ние не сме родни, ние сме трговци. Ние го најдовме отепаниот, па сакаме сега Да видиме кој го отепал. Кој го отепал? Паша Ефенди, ние имаме една работа да завршиме сега. Сетне кога ќе влезат сведоците, ние ќе влеземе со нив. Така. Бива? Бива. Ајде се многу години, Паша. Добре ми дојде Паша Ефенди. Еве, го фативме крвникот како што побара ти. Еве го, тука е. Го фативме, пријателе, го фативме. И тоа токму тој што треба да го фатиме. Чорбаџике, кажи, го познаваш ли овој? Многу убаво е дотеран. Во најскапи облеки. Така како што доликува на еден паша да биде дотеран. Ама ова е нашиот измеќар. Тој што појде на пат со мојот домаќин. Тој што го отепал и што со неговото богатство стасал и паша да биде. Од кога дојде чорбаџиката кај мене, се си помислував дека ти си тој што го ограбил и што го отепал. Наеднаш и од никаде се појави. Никој ни чул, ниту те видел некогаш. И малку ти беше тоа што го ограби и отепа човекот. Уште реши и паша да се сториш. Ти мислеше јас ке заборавам? Мислеше помина многу време и јас ке кренам раце. И нема да барам да го најдат виновникот. Уште и те жалев, мислејќи дека и тебе те отепале. Епа, дочекав да те видам таму кај што ти е местото. Джандари, застанете покрај него. Сега тебе ќе ти судиме. И тоа со вистински сведоци. Пиши.